Бочевски, ве очекува исклучително тешко гостување во Тетово. Секогаш жежок терен бил стадионот под Балтепе. Па би ве молел, какви се шансите на напредок против Шкендија овој пат? Како што кажав, како секојаш, така и сега сигурно жежок терен ќе биде теренот во Тетово против Шкендија. Што се насам самата такмица, мислам дека реално Шкендија е фаворит. Меѓутоа не одиме да се предадеме, ќе одиме да се играме, да се игруваме, па мислам шансите се на страната на Шкендија, меѓутоа сигурно не се предадеме. Имате ли проблеми со играчкиот состав, пошто знаеме капитенот Ангелевски е подолго време повреден, тука и Главевски, но сега гледаме дека и Дробаров не работи со полн интензитет. Како стоите на тоа поле? Сем Дробаров, сите други играчи се во строј, мислам Дробаров да е способен да настапува, сигурно ќе многу ќе значи за екипата, меѓутоа тие што ќе почнат преварот, се недобрите и се надам дека да пружат својот максимум. Напредок скоро да не памти никогаш барем бот од мечевите кога бил гостин во Тетово кај Шкендија. Дали овој пат гледате некакви мали шанси да се врати непоразен и покрај тоа што е факт дека Шкендија е шампион на Македонија со многу познати фудбалери во својот состав? Па, сигурно напредок. Мислам дека нема сан да се бот во Тетово против Шкендија, меѓутоа и поголема екипа напред на својот бот во Тетово. А што се отнесе до самата утакмица, оптимиста сум и се надевам барем на добро игра и освојување на еден бот. Многу среќа на наредниот натпревар.